Представници на афганистанската хуманитарна организација Црвена полумесечина испорачаа помош во Џалалабад, главниот град на покраината Нангахар, која беше погодена од силен земјотрес пред 2 дена. Од организацијата соопштија дека најмалку 28 луѓе загинале во покраината, а околу 1000 домови биле уништени. Најмалку 115 луѓе загинаа во земјотресот во Афганистан. И соседен Пакистан беше погоден од земјотресот, а стотици луѓе загинаа или беа повредени. Во рускиот регион Краснодар беше одржан погребот на Вадим Костенко, војник кој почина во воздушна база во Сирија пред 4 дена. Тоа е првата потврдена смрт на руски војник во Сирија, откако земјата ја започна кампањата на воздушни напади на 30 септември. Министерството за одбрана соопшти дека Костенко се обесил, но околностите на неговата смрт се под истрага. Семејството на Костенко побара независна аутопсија. Көз карандысыздыгын сактоого ант беремин. Киргистанските законодавци ќе положат заклетва на новата седница на парламентот во главниот град Бишкек по помалку од 1 месец откако се одржаа парламентарните избори во земјата. 6 политички партии обезбедија минималната поддршка за едно од 120 места во парламентот. Меѓународни наблюдувачи соопштија дека изборите на 4 октомври биле фер и слободни, но истовремено повика и на подобра организација и поголема транспарентност на финансирањето на политичките партии. Мейирбек Жайлобаевич.